Гледате лајме од едината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 11.2.2073 година. Ова се вестите на денот. Градот Скопје конечно го реализираше проектот за новите електрични автобуси. Но за жал користењето на автобусите се одложува за некои подоби времења, бидејќи нема струја во државава. Министерката Царовска презентираше нов предлог закон со кој тоалетната хартија ќе се замени со електронска хартија. Еден од државните административни работници кои со години не одат на работа, а примаат плата, денеска даде отказ. Причината за отказот е тоа што веќе не можел човекот да ја трпи дома жена му. ГПК-от во кој беше сокриен Никола Груевски при неговото бегство, денеска беше изложен во музеот на ВМРО. Македонија стана светска велесила во производство на канабис, но за жал во ова благородно растение нема да уживаат многу граѓани, бидејќи сите му ја дувнаа од држава. Ново од денеска секој мртовец кој сака да влезе на гробишта и да биде погребан ќе мора да си приложи сертификат за примена 1759 доза од вакцината против COVID-19. Од владата информира дека наскоро ќе започне да се гради новиот клинички центар кој го ветуваше буквално секоја влада во изминативе 100 години. Министерот за здравство им порача на сите кои веруваат дека проектот ќе се реализира, дека можат да одат да се лечат. Гледавте лајме од дината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.